Федерализација или конфискација? Дали председателот на СДСМ го пресмета политичкиот ризик од придобивање на албански гласови на сметка на загуба на македонски? Што се очекува на изборниот ден и дали програмата на СДСМ е само список на добро спакувани ветувања? На овие теми, почитувани гледачи, вечерва го најавувам гостувањето на лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев. Добре дојдовте. Добро ја најдов, поздрав до гледачите. Ќе почнам со она што е актуелно, што сме преплавени деновиве во дел од медиумите. Федерализација, кантонизација, уривање на уставен поредок, уривање на устав, редефинирање на државата. Отворајќи го прашањето господин Заев за двојазичност на целата територија на Македонија, вие практично на политичкиот опонент му дадовте џокер во рака да спроведе и реализира една агресивна кампања. Па сега еве директно ќе ве прашам дали федерализацијата е во вашата агенда и во агендата на СДСМ? Прво, Зоран Заев не му даде ништо на политичкиот противник. Проблемот е во тоа што соочен со реалноста, дека ќе биде поразен режимот и готово е, нема бегање. Се труди нашиот политички противник да ги злоупотреби сите можности на било какви изјави, секако потпомогнат со перјаниците на власта од делот на медиумската сфера, обидувајќи се повторно да го лаже нашиот народ. Зоран Заев тоа што го зборува е начинот како да функционира ова општество во делот на можноста да се разбереме или слично. Македонија има одличен устав, европски либерален устав. Тој европски либерален устав ги гарантира сите права на граѓаните. Прашањето на примената и можноста да се разбереме во ова наше мултиетничко општество. Храброста да зборувам отворено најверојатно е многу раритет и ретко се појавува во Македонија, се фатија за оваа глупост и почна да ја трујат целата македонска јавност. Јас уште еднаш на граѓаните им потврдувам. Уставот никој нема да го чепне. Уставот наш е европски и либерален. Тој ги гарантира сите права на сите граѓани во Македонија. Примената во однос на тоа што е устав и закони во Македонија мора да биде почитувана. Добро, што точно подразбирате под концептот двојазичност? Ние се изнаслушавме на оние спорадични изјави кои што ги дадовте и при една посета во диаспора, тука на делот средбите со граѓаните. Например, деновиве ние гледаме список на администрација, на образование, на здравство, вработени, зборувам во државен сектор, кои што ќе треба по вашиот концепт да бидат обврзани да го научат албанскиот јазик. Па дел дури од докторската фела, зборувам познати доктори, рекоа дека двојазичноста може да има цена и со човечки животи во една операциона сала. Глупост е невиден. Значи, докаде може да забега еден режим во обидот да се спаси. Зборувам за општините каде што има двојазичност, Куманово, и го спомнувам детенцето, која што е талент по музика. И тоа не може да се запише на основно музичко образование, заради тоа што нема професор по теорија и солфеж. Нотите немат јазик, но теорија и солфеж мора да му предава некој по албански јазик, заради тоа што таму има двојазичност. И тоа е согласно уставот и согласно законите во Македонија. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидене, до каде забегаа? Зборува дали лекарот ќе направил проблем, па живот ќе се загубел. Ова е невидена работа, ова забеганост. Јас ја разбирам единствено со одговорот страф. Страф од одговорност, страф од казна, страф од излегување пред правдата и бегање од тоа нема. Јас уште ќе инсистирам малку на оваа тема и прецизно би сакала да ми одговорите. Прочитав во делот на употребата на јазиците е опфатен еден дел во вашата програма. Значи, каква е визијата, каков е концептот на СДСМ и на вас како лидер кога зборуваме на оваа тема? Еве прецизно да објасниме и доколку има дилеми секако нели да ги разграничиме. Да се тргнеме од тие национализми и квази патриотизми, да функционираме како целиот модерен свет, да го оставиме ова понастрана и да го оставиме народот да комуницира за да се разбере. Богатство е знаењето на јазиците. Како тоа иднината на Македонија сега зависи од јазиците и нивната употреба. И има устав, има и закони. И да не излегуваме од таа рамка. Но да го ослободиме тоа, луѓето нека функционираат, нека се разберат помеѓу себе. Дај да се бориме за економија, за поголеми плати, да се бориме за работа на младите овде. Тоа е концептот за кој што се залагаме. Вакво време, на вакви национализми, овој се поголем Александар Македонски, овој се поголем Скендербек, па преку глава е на Македонија. 25 години Македонија, заборавија на народот.
го отворив ова прашање за да се рестерети Македонија комплетно. Никој од албанците не бара од Заев употреба на албанскиот јазик во македонските средини, каде што нема албанци. Кој го побарал тоа? Се слушнале некој? Албанец никаде не го побарал. Албанците ќе гласат за Зоран Заев и за Социјалдемократскиот сојуз и за бројот 4, заради тоа што очекуваат реализација на квалитетна економска програма. Сака децата да им учат во убави училишта со прогресивна настава, сака добро здравство, сакат повисок стандард, сакат повисоки плати, сакат квалитетен живот. Кога го отворив тоа прашање, сега ќе навлезам малку во друг дел. Прочитав дел од коментарите и колумните и анализите на домашната експертска јавност. Практично во делот нив вака се вели дека отворајќи го ова прашање, подавајќи рака на албанското гласачко тело, вие практично влеговте во ризик да загубите македонски гласови. Дали ова е навистина така на терен? Воопшто не е. Едноставно, ова пропаганда, која што ВМРО ја наметнува со федерализација, кантонизација и секаков вид на глупости, е билдање на своето гласачко тело кое што масовно го напушта. И тоа им е единствената шанса колку толку да додржат нешто. Јас верувам во оваа иднина. И никој не може да ме расколеба дека иднината на Македонија е да го искористиме нашиот мултиетнички аспект, да не биде ветар во грб, да биде наша предност, а не да биде наша слабост. Доста ја делевме Македонија по сите основи, по етникуми, по партии, по социјални групи, по се. Единствена иднина на Македонија е единството, сплотеноста, рамноправноста, еднаквоста. Ние зборуваме за основни човекови права и вредности. Унитарниот карактер на Македонија се гарантира со рамноправност и единството. Со поделбата се урнисува иднината на Македонија. Да, но еве сега последниве анкети што излегува во јавноста покажуваат дека од оние гласачи кои што се изјасниле дека ќе го дадат својот глас за Социјалдемократскиот сојуз, во тој процент расте уделот на гласачи кои што се од друга етничка припадност. Сакам да кажам дека сепак оваа понуда што се стави на маса и овој резон, овие ветувања од Социјалдемократскиот сојуз можеби има влијание ете да се промени структурата на гласачи на СДСМ. Знаете како во моментот Дуј е загрижен дека СДСМ ќе има повеќе албански гласачи од Дуј, која што по сите анкети, по не знам какви очекувања, најдобро рангирана партија. И тоа не е далеко од реалноста, но тоа е заради економските политики, заради начинот на борбата, заради тоа што така го отворивме општеството и го клекнавме режимот. Луѓето имат надеж, веруваат и имат огромни очекувања, ама за своите семејства, за своите деца, за добра перспектива. Борбата да ги отвориме границите, не да цепкаме Македонија, кантонизираме или не знам што глупости со опашки. Тоа може само да го прави човек кој што ги куби косите соочен со пат конечно после 10 години. Јас сум радосен на тоа. Зарем има поубаво да застанат рамо до рамо и македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци, и египќани, сите наши заедници во ова мултиетничко наше општество заедно. Па ова историски момент, па јас сум среќен човек. Јас сум горд на овие политики што ги отворивме. Заради тоа што секој интелектуалец, секој свесен граѓанин во наша Македонија знае дека тука е еднината. Во единството, во рамноправноста, во сплотеноста. Само сплотени може да успееме. Поделени политичари кои што ги делат луѓето се неспособни политичари. Не знаат ништо да сработат за својот народ и прават вакви поделби по сите основи. Го одржавте централниот митинг во Скопје, се лицитира со различни бројки, но на што се виде од присутноста прилично масовен беше. Меѓу другите пораки што ги пративте беше и она дека ќе се расветлат случаите за убиствата на Нешковски, случајот Младенов, Смилковско езеро. Дали имате нешто што знаете повеќе, а што не го знае јавноста да го соопштите? Само определбата на новата влада дека Македонија не може да продолжи со криење на вистини. Заев расветли неколку случаеви и остави на истрагите. Концептот на новата влада ќе даде шанса комплетно на правно расветлување на се што постои се уште како магла во Македонија. Ниједна земја не може да опстои и да оди напред ако ги крие вистините од своите граѓани. Ќе ја подржиме сето она што значи институционално работење, која што многу и не зависи од една влада, но ќе даде принципелна подршка на правниот систем на Македонија, да даде одговори. Што всушност се случило
со смртта на Никола Младенов? Што слушно се случило со смртта на Мартин Нешковски? На 4 дечиња во Смилковско езеро и Рибарот, кои што таму се најдени мртви, со Куманово, со диво населје, меѓународни истраги, ќе подржиме. Се што треба. Нашиот народ ги заслужува вистините. До кога ќе се стават под тепих работите? Сите овие 25 години, независност, посебно последните 10 години, само по себе кажува што земја сме и дали имаме перспективи. Не. Ако Македонија сака да биде европска земја, мора правната разрешница на сето она што е важно за граѓаните и што представува потенцијално криминално и кривично дело да се обелодени до крај. Ке преминам во делот на вашата програма, најавив во најавата, дали е тоа го користиме ние новинарите, нели, како добар вокабулар, добро спакувана програма на добри ветувања. Во економскиот дел сакам да се задржиме. Се ветува републички просек од 30.000 денари. Се ветува раст на минималната плата поголема од сегашната и со некоја динамика нели во следната година. Се добива некој впечаток во јавноста дека со вашиот политички опонент лицитирате некако со бројки, а во позадина се поставува на прашање колку реално може да се истурка еден ваков концепт да се обезбеди повисок републички просек, повисока минимална плата. Или би ве прашала, зарем ВМРО ДПМН да можеше тоа да го направи, немаше да го направи до сега, она што вие го нудите практично во овој дел. ВМРО ДПМН, кој што се представуваше како Dream Team економски, ја промоше комплетната агенда. 5 банки во животот немаат извадено за себе, а не па за другите. Да знаат дека ако се менаџира финансиски, Македонија има пари за се. Ова го зборувам со кредибилитетот на градоначалник на единствена општина во Македонија, што нема еден денар кредит, ниту општината, ниту јавните предпријатија. А Струмица важи за најразвиена или во најмала рака една од најразвиените општини во Македонија, со решени комунални инфраструктурни проблеми комплетно. Значи можело ако се сака. Ако се изменаџираат добро буџетските средства, има пари за се. Кога зборуваме за просечната плата, за покачувањето на минималната плата, јас од деловниот сектор најдобро знам, во најмала рака 10 пати повеќе од Груевски и неговата банда таму. Знам дека приватниот сектор не може на свој плеки да ги покачува платите. Оти конкурентноста ќе му падне и ќе треба да стави катанци. Државата мора да интервенира тука. Со интервенција од 1900 до 9000 денари, зависи во кој сегмент на индустријата, директно од буџетски средства. Ќе го отвориме оној механизам или, како да го кажам, ланец на отварање на зголемување на потенцијалите на платите. Директно државата мора да помогне. Со обризгување на пари, директно во поддршка на покачување на платите. Тој механизам мора државата и никој друг, освен државата да го отвори, за да го замаецот го отвориме комплетно. Ако тоа се случи, само по себе, ќе се редефинират комплетните можности за покачување на платите, природно, маркетинг ориентет. Буквално, ако, не знам, минималната плата од 9.500 денари, ја покачиме на 12, со тенденција до 16 до крајот на мандатот. Тој што зимал 13.000, ќе зима плата од 19.000. Тој ланец, таа спирала на покачување на платите се отвара. Со луѓе кои што имат повеќе пари за своја потрошувачка, ќе овозможат секој дуќанче, секој бутик, секоја продавница да го зголеми својот профит од 5 до 7, како што бил досега, на 10 до 12%. Самата акумулација во приватниот сектор ќе овозможи повеќе акумулации за повисоки плати. Тоа го отвара тој комплетен ланец на покачувањето на платите, без да ја наруши компетитивноста или конкурентноста на нашата економија. И тоа не го измисли Заев како економист, тоа многу земји го направиле кои што сакале да ја зајакнат финансиската структура на својот народ, заради тоа што народот ни е до дното, сиромаштија невидена. Ако народот има пари, народот ги троши парите. Тие пари повторно се враќаат преку даноците и другите обврски повторно во државата. Господине Заев, како државата, преку кои механизми ќе воспостави републички просек? Во ред, за минималната плата може да се регулира законски, како што имаме ние сега закон, и практично оваа влада беше прва која што воведе законски минимум на минималната плата. Претходно ние воопшто немавме. Но во делот на републичкиот просек, по кои економски законитости државата како регулатор ќе може да истурка да дојде до 30.000 денари? Не ни треба на нас држава да донесе закон за просечна плата од 30.000 денари. Тоа треба по природен пат да го постигнеме. Токму тоа сакам да прашам, преку кои економски законитости ќе се дојде до тој просек од 500 евра? Преку конкретни интервенционизми на државата во минималната плата. Помагајќи го приватниот сектор заради покачување на минималната плата. Се отвараат сите спирали. И тоа што представува 9.500 ќе стане 12.
После една година ќе стане 13,5. Но сите други плати, има многу луѓе што земаат 200 евра, 12.000, 250 евра, 15.000. Не може да се изедначат сите плати да бидат на 15. Тоа што било 15 ќе стане 21. Вкупниот просек ќе се дигне комплетно, за да на крајот кога ќе направиме пресметка average, средна, да ја добиеме просечната плата во Македонија 30.000, но не на лажни, фиктивни податоци, кои што статистика денеска ги дава. Вистински просек во Македонија да биде 500 евра или 30.000 денари плата. Тоа не со закон. Значи, уште еднаш потенцирам. Со законска интервенција минималната плата. Со директна интервенција на буџетот, за да го дигне тој минимум, за да ги отвори спиралите и на крајот просекот на 4 години. Зборуваме за 4 години мандат. Има пари. Да. Има пари во буџетот, 400 милиони евра просечно се губат. Да, ќе сакав да ве прашам во делот на буџетската политика и финансиите. Од еден од партиските митинзи, еден функционер на ВМРО-ДПМНЕ ве праша, ако ветувате волку високи лимити на плати и ваква динамика на зголемување, зошто вашите вработени не ги зимаат тие плати, односно вработените во фирмите кои што се менаџирани од вас или што работат во Струмица? Токму затоа, заради тоа што државата мора да интервенира тука. Не може секој приватен сопственик да го подигне тоа, ниту заеви, ниту било кој, сам. Оти ќе пропадне. Државата мора да го направи тој почетен, иницијален интервенционизам, за да се отвори токму таа спирала. Во фирмите на заеви има и 3.000 евра плата, и 2.500 евра плата. Но точно е, има и 9.800, и 10.200. Имаме луѓе што работат и по 6 часа, и тие зимат можеби 10.000 денари. Буквално, ако државата интервенира, тогаш ќе можеме да ги отвориме токму тие спирали, кои што сами по себе ќе си помогнат едно на друго. Тој што зимал 10.000, ќе зима 13.000. Ќе има поголем капацитет за потрошувачка. Ќе го подигне целиот тој механизам на покачување на платите. Тука мора владата, преку своји мерки, преточени во законски решенија, со одлуки на парламентот, да го отпочне тој механизам, буквално тој зап, да го прелапне, буквално во општеството, како би можел народот да дојде до повеќе пари. Уште две мерки од вашата програма мислам дека го предизвика вниманието на јавноста. Тоа се оние 140 милиони евра, мислам дека беа директна поддршка за домашните фирми за приватниот сектор и поврат на ДДВ во висина од 15% на годишно ниво платен од страна на граѓаните, значи поврат за граѓаните. Јас сакам да ве прашам, кога ја пишуваа експертите, вие кога ја пишувавте програмата економскиот дел, се направиле калкулации, се направили математика за буџетските импликации од сето ова? Значи, водевме грижа комплетно до каде можеме да си дозволиме, до каде да ја постелиме чергата за да си пуштиме нозите. Заради тоа што сега ќе поминат овие избори. Доаѓаат за 5 месеци нови избори. Доаѓаат и нови избори. Имаме буквално многу редовно избори во Македонија. Ние не можеме да си дозволиме да лажиме сега јавноста, а после тоа да ги нема резултатите. Пари во буџетот има комплетно. 400 милиони евра годишно се крадат пари. Дополнителни 300 милиони одат во глупости, музеи, споменици, финансираат провладени медиуми, палми секакви, врби секакви во државата. Со добар менеджмент на финансиите, државата како една фирма, како што си општините, буквално со менеджментот на финансиите, има пари за се. Тоа кое што го работевме е на основа на научни студии, дебели анализи и можности согласно капацитетот на Македонија. Кредити не велиме дека нема да има во Македонија. Ќе има кредити, но ќе одат само за капиталните инвестиции. Она што е наш домашен резервар, ќе биде дополнително правично распределен за да можат парите да одат таму каде што ќе и помогнат на економијата, да отвара работни места, да ги зголеми платите и приходите кај луѓето, да ги враќа парите назад кон граѓаните. Како економист, верувам во концептот дека кога народот има пари и државата може да има постабилен буџет, постабилен фонд за пензиско, постабилен фонд за здравство и постабилни приходи на среден и на дол крок во самиот буџет. Ќе го кажам ДДВ-то. Милиарда евра од прилика е просекот во буџетот од ДДВ. Официјално 30% е даночната евазија. Никој од нас не забележал некаде да не си платиме производ што го купуваме без ДДВ. Плаќаме за се. Каде одат овие 300 милиони? 300 милиони евра. Со тоа што ќе враќаме 15% од ДДВ. Секој граѓанин ќе биде сега инспектор. Барајќи ја својата сметка, директно заради тоа што ќе си врати пари, повеќе нема прикривање на ДДВ. Од тие 300 милиони, само 70-60% да надминеме, значи 150 милиони евра назад кон граѓаните и дополнително 60 до 150 милиони евра во буџетот. И тоа не е нешто измислено, тоа е така на практични основи поставено во Македонија.
И го фативме како проект и ќе го спроведеме до крај. И нема зија народот ако добие 150 милиони евра плюс пари директно, па ќе си плати давачки, ќе си плати не знам вереси, ќе си врати даноците, ќе си врати кредити. Повторно парите се враќаат некако во буџетот делумно или во огромен процент. Секако ова е атрактивна понуда за граѓаните, но еве како економски новинар повторно го отворам прашањето на чии грб ќе биде тој поврат на ДДВ. Ние во моментов ни е скроен еден од најгломазните буџети. На грб носиме како држава, мислам, јавен долг поголем од 4 милиарди евра. Бруто надворешната задолженост исто така урива рекорди и по тој основ Македонија веќе е во групата на високо задолжени економии. Велите ќе кратите од непродуктивни проекти 300 милиони евра. Скопје 2014 по некои проценки веќе е финиширан како проект, остануваат у фиока само ненаплатени фактури што треба да се платат за завршени и извршени градежни работи. Сакам да кажам од каде ќе се скуси од овој буџет 3,2 милиарди евра беа. Го давам како пример за до година буџетот. Од друга страна имаме субвенции за земјоделците. Предпоставувам никој нема да има политичка храброст да посегне таму да се крати. Социјална помош, плати за администрација, сето ова се ставки кои што имаат голем удел во буџетот во структурата, а не може да се посегне по нивно кратење. Сите мерки не значат дека ќе го исцрпуваат буџетот. Мерката за ДДВ од 6 милиарди, од 60 милиарди денари или 1 милиарда евра, ќе се зголеми на 66 милиарди или 1 милиарда и 100 милиони евра дополнителни пари. Со тоа што овие 300 милиони евра што се крадат буквално, што не влегуваат во буџетот, дел ќе одат кај граѓаните, дел ќе се врати во буџетот. Значи сите мерки не значат дополнителни расходи во самиот буџет. Само издашност може да значи и влесна пари во буџетот. Еден податок кој што го добив како шеф на опозицијата, кажува дека 58% се избегнува акцизата за цигари и алкохол во Македонија. 58%. Големите злоупотреби што се прават во царината. Не, ќе имаме правично општество и држава која што ќе си ги собере своите приходи заради тоа што граѓаните си ги плаќаат. Прашањето кој што не ги уплаќа, кои се тие 2 до 3-4% екстремно богати. Од каде дојдоа тие милиарди евра пари на огромни капитали во Македонија? Не. Тие ќе се наплатат во самиот буџет. Голем дел од овие ставки ќе значат зголемување на буџетски ставки, но огромен благодет за самите граѓани. Како економист, како практичар, можеби сум прв човек што доаѓа од бизнисот. И затоа прв пат во Македонија се отварат вакви прашања, но тврдам, како што потврди во Струмица. Си докажав и пред себе, докажав и пред сите, дека е можно. Можно е во ова наша Македонија. И има пари за се. Верувам и убедувам. Кредити ќе има, но ќе има за автопати, за патишта, за водоводи, канализации, за училишта, за енергетски објекти. Не кредити за плати и за пензии. Потребна ли е, господин Заев, ревизија и проверка на досегашните задолжувања што го набил јавниот долг? Ветувам на граѓаните во првите 6 месеци. Ќе ги отвориме сите детално податоци колку Македонија должи, кои се нашите обврски према домашните и странските доверители, ќе ги повикаме домашните компании во рок од 3 месеци со формирањето на новата влада да ги пријават јавно своите обврски, од има скриено обврски, има напишени завршни ситуации, нема фактури испорачено кон државата. Зошто? Оти луѓето ако го направат тоа ќе треба ДДВ да платат, а државата не може да им го врати тоа ДДВ. Оти не наплатиле од самите фактури и знаат дека по година по 2 чекат своја наплата. Македонија ќе ја знае целата вистина и на финансиските импликации од ваквото работење. Граѓаните заслужуваат комплетно честна и отчетна политика. Ќе го добијат. Арно лошо ќе видат сите кој е почетокот и така ќе тргнеме. Но сум убеден дека можеме подобро да живееме од тоа што денеска го имаме. Имаме работлив народ, одлична географска поставеност, своји ресурси овде, плодно земјиште да развиваме земјоделие. Па не може најсиромашна земја Македонија да биде. Уште малку ќе останам во економскиот дел. Во програмата прочитав фискален совет. Најавувате формирање на едно ново тело кое што практично не е непознато како пракса и во европските економии и во обкружувањето, а треба да ја зголеми нели транспарентноста и отчетноста во јавните финансии. Ќе помогне ли тоа? Ќе помогне на влада која што има намера да биде транспарентна и отчетна и која што не се плаши да го каже тоа што е лошо, да го каже тоа што е добро. 10 години не слушнавме нешто лошо, да излезе премиерот и да каже: "Ало луѓе, ова ни е лошо во државата. Да го знаете, ќе се зафатиме да го решаваме." Ништо. И лошо јарно, луѓето треба да знаат. Фискалниот совет ќе биде една алатка на отчетноста на државата и нема да застанеме тука. Ќе го разглобиме буџетот со ставки, детали, подставки, да знаат граѓаните каде одат точно парите.
Буквално тоа што го плаќаат, да им биде јасно и да има дебата после тоа, дали на вистина тоа било најпотребно во Македонија. Да се инвестира во споменик, а нема вода за пиење цел град или огромен број од селата, немаат канализација или слично во 21. век. Отчетноста ќе биде препознатлив белег на новата влада и тоа ќе го видат граѓаните уште во првите денови од работењето на новата влада. Ке премина малку во делот на политиката, освен оној дел со кампањата околу двојазичноста, деновиве дел од медиумите упорно ве потсетуваат на онаа изјава ќе јадеме живи луѓе, некако како порака до администрацијата и до она гласачко тело кое што треба да излезе на изборите, а поприлично е големо. Па јас ќе ве прашам дали подготвувате некаква освета во делот на она што значи државен апарат, ако и во изминатите изборни циклуси се покаже како прилично лојално гласачко тело. Колку и да е во паника Груевски да се обидува да ги продолжува да ги лаже граѓаните, мислам дека луѓето направи еден скенинг на политичарите во Македонија, барем на Зоран Заев во сите овие години, можат јасно да оценат за каков човек се работи. Јас водам општина, таму никому не му фали влакно од главата. Сите се еднакви, за сите се гине да се заврши работа, се што може. Пример на општина. Од тука го тврдам тоа што сакам на сите да им го упатам како пример. На Македонија е преку глава и е сосема доволно од секаков вид на делби. Партиската поделеност ја уби државата во поим. Етничката поделеност е само капак од озгора. Доста е. Доста. Тоа го кажувам растеретен заради тоа што притисокот за работни места кон СДС е мал. Заминаа младите луѓе. Ги нема овде. Целосно растеретен. Отчетно на сите им кажувам, во јавната администрација, на никој влакно нема да му фали од главата. Секако може да изгуби некој работно место, ако не доаѓа на работа, а седи дома, тоа завршува. Ако професионално не ја завршува својата работа, секако дека не може да остане на работа. Ќе направиме професионална, ефикасна и ефективна администрација. Ќе бидат наградувани административците да се приклучат, нема да бидат казнувани. Не мора да стават лајкови на Facebook за да останат на работа. Не мора да одат на митинзи. Не. Одењето на митинзи и поддршката на партиите ќе биде слободно оставено. Заврши времето. Ќе градиме професионална администрација која што ќе биде мотивирана, наградувана и ќе се гордее секој што ќе биде дел од таквата администрација. Рационализација во Македонија може да се случи со поместување на одредени места каде што има дефицитарни работи или во воведувањето на таа втора смена за покривање на 30%. Тука ќе ја зголемиме ефикасноста и ефективноста на самата администрација. Го кажав во детали што ќе работиме. Но делби и поделби не ни требат. Браќа не разговарат поради овие партии. Преку глава ние на сите отворив граѓански концепт. Целосно го вградив граѓанското општество внатре, со интелектуалци кои што ќе бидат сидро во парламентот, кои што нема да му дадат ни на Заев, ни на било кој од идната влада, да се однесува ни приближно исто како ова што било до сега. Ја слушнавме и оваа порака на дел од номинираните кандидатите на претеничките листи на митингот. Со оваа иста порака, дека граѓанскиот сектор ќе се бори. Тоа е целта. Генерално ќе кажам неколку работи. Антикорупцијски, антимонополски, народен правобранител, антидискриминаторски комисии, државен завод за ревизија. Политичари никогаш повеќе нема да ги водат. Ќе бидат оставени на граѓански интелектуалци, на независни интелектуалци, граѓани, кои што ќе ја чуват Македонија од СДС. Голема партија сме, имаме секакви луѓе. Јавниот обвинител на втората година ќе биде даден на предлог на опозицијата од делот на експертите, за да ја чува државата од властот. И власта може да ги кради парите, не опозицијата. Да. Ќе одиме со отчетен и буквално транспарентен процес во кој што верувам дека ќе биде од огромна помош за иднината на нашата Македонија. Во овој дел при крајот на интервјуто сакам да позборуваме малку околу анкетите. Имаме ние како медиуми можност да ги објавуваме сега до петок практично последен ден. Во изминатиот период беа лиферувани неколку анкети. Сите главно покажуваат се уште, мислам, предност на ВМРО ДПМН, но се работи за процентуални разлики од 11% па до 1% во корист на ВМРО ДПМН. Но она што е заедничко во сите анкети е дека во споредба со претходните изборни циклуси таа разлика се стеснува. Во една анкета сега видов скоро дека дури во четворката предност има лидерот на ВМРО ДПМН кој што дојде таму на изборно соочување практично со вас. Овие резултати како ги толкувате? Слушајте ми го зборот, 12-8 ќе победиме во четвртата изборна единица. Го кажувам отворено и јавно. Јас сум човек кој што доаѓа од теренот. Ја поминав цела Македонија. Разбудено е буботи како котел.
Ке ги видите анкетите кои што се случи во Србија, кога Тадич водеше со 10% на 7 дена пред изборите, или Хилари Клинтон од 4 до 6%, па победи Трамп со повеќе од 5%, или Бучковски во 2006 година, кога водеше со 7%, па победи ВМРО ДПМН, ќе се случат вистинските анкети на 11 декември. Ве уверувам дека ќе има одлична разлика. Доволна за стабилна влада, подготвена на реформски одлуки. Сериозни, отчетни одлуки кои што ќе бидат исклучиво во интерес на граѓаните. Вистинските анкети ќе ги видиме на 11 декември. Самите дури и овие анкети, 18% вика тајна. Што се плаши од Заев и од опозицијата, се плашат од власта и од режимот. Ке има експлозија на гласови на овие избори. Ке има редици на избирачките места. После ова се во Македонија. После се што се случи. Единствено што му остана на Груевски да продолжи со лажите. Да ја замајува јавност. Па не поминува повеќе тоа. Тоа е завршено. Го разбираат граѓаните. Секој ден сум од врата на врата. Наред. Во селото кога влегувам без да скокнеме куќа. Во зградата сите наред. Готово е. Чекат луѓето 11 декември да дојде. Немам дилеми околу победата. Сакам поголема поддршка заради тоа што знам какви одлуки треба во Македонија да се носат. Треба стабилна влада. Не се борам јас за 6 пратеници, ниту опозицијата. Ние имаме намера да се бориме за овие повеќе од 1,5 милион граѓани што останаа во Македонија и сите овие повеќе од 600.000 што замина надвор од државата. Ни треба таква поддршка која што ќе дозволи сериозна разлика помеѓу нас и ВМРО со наша предност, за да можеме да формираме стабилна влада, која што со целата драматургија на тешкотиите на одлуките ќе биде капацитетна преку парламентот и преку самата влада да донесе реформски одлуки за пример. Еве, повикавте на масовност, го искористивте гостувањето во 24 вести за излезност на гласачите. Ќе се задржам и со ова прашање на анкетите. Има еден значителен процент, вие го спомнавте, на граѓани кои што се определени за кого ќе гласаат, но не сакаат да кажат, да се изјаснат. Еден висок процент, чинам дека беше на Брима Галуп, анкетата 42-43% се изјасниле дека се неопределени. Ова е еден значаен контингент на гласови кои што на крајот, кога ќе се сублимира изборниот ден, можеби може да пресуди на изборниот исход. Не да пресуди. Тоа е тоа што ќе се случи во Македонија. 18% викаат сум одлучил, но тајна е, не кажувам. Некаде повеќе од 12 до 15%, зависи на кои анкети. Да. Гледате, велат, се уште не сум одлучил. И 1% вика ќе останам дома. Се заедно тоа се движи од 30 до 40%. Ние сега зборуваме дали ВМРО ДПМН води 1,5% или 3,5%. Завршена е работата. Јас сум среќен, не гледате, уживам во оваа кампања. Буквално ја конзумирам со народот сум. Среќен сум. Да, ми тежи тоа, ти треба да сработиме. Но ќе сработиме, ова е наша земја и ова е наш народ. Тврдам како економист, тврдам како практичар, како човек што можеби прв во врвот на политиката, доаѓа од бизнисот. Кој што знае што значи направи да се даде плата. Кој што знае што значи борбата за наплата и за продажба. Знам како треба да се води економијата. И ќе биде пример дека и ова мала земја може рамо до рамо да чекори заедно со развиените европски земји. Ги имаме сите наши предности и сите наши посебности, кои што тоа ќе ни го возможат. Не ни чини државата од политичарите. А ако имаме сериозни политичари, кои што ќе го направат севкупниот менеджмент на нашите ресурси, не само финансиски, и сите потенцијали кои што ги имаме, и како можеме да имаме стрекни граѓани со своја перспективна иднина овде во Македонија. Тврдам, заради тоа ветив ќе го вратиме животот во Македонија. И ќе го вратиме животот. На првата година ќе кажат граѓаните, видовте ли бе дека можело? Ако се сакало дека бивало, тврдам во тоа. Но ми треба поддршката, никој не смее да остане дома. Секој што ќе остане дома е поддршка на режимот. Секој што ќе излезе како сака нека глас, нека шкртне ливче, дава свој прилог во овие избори и во иднината на Македонија. Ги повикувам да излезат сите граѓани. Нивно е правото. Зад параванот никој не знае како се гласа. Да излезат на овие избори заради тоа што имаат обврска пред својата земја, пред себе и пред своите деца и внуци. Дали едноставно ќе ве прашам, дали специјалното јавно обвинителство ја заврши својата работа во предизборие како што се очекуваше, односно какви што беа очекувањата на јавноста? Не случајно ве прашувам затоа што специјалното јавно обвинителство доби етикети и од едната и од другата страна, се како некоја партиска институција која што треба да удоволи на некои партиски апетити. Но тоа беше значајно за оние неопределени за кои што ние сега зборуваме, за да се истурка некоја правда и правдини некој случај. Дали едноставно, ве прашувам,
успеа да заврши поголем дел од задачата и дали воопшто сметате дека ја заврши задачата? Ке се обидам да останам принципелен на сите наши ставови од целиот овој период и да не навлегувам таму кај што не треба политичарите да навлегуват, но јас сум еден од поборниците кои што на преговорите се избори за таа институција заради враќање на правдата во Македонија. Специјалното јавно обвинителство се уште го држи пуч. После ова, кој се дознае секој прислушкувал, тврдина, таргет, не знам што, го држат пуч. Не можам да бидам задоволен, не само лично гледајќи. Специјалното јавно обвинителство заврши голема работа, но според мене недоволно. Го разбирам и обструкциите од сите институции, го разбирам и тоа што судот го прави. Се е јасно, лично мислам дека можеа повеќе. Но секако добро е што постои таа институција. Ќе ја добие целата подршка принципиелна од новата влада. Соработка со сите институции, донесување на законот за заштитени сведоци, продолжување на мандатот на ова специјално обвинителство како јавна независна институција, заради тоа што тоа е искрата надеж за враќање на правдата и правната држава. Ќе го распуштиме судството и обвинителството. И тоа нема Заев да го реди. Не, заврши времето кога политичари бират судии и директно или индиректно, не. Независни експерти домашни, подпомогнати со меѓународни експерти. Најдобрата европска пракса. Конечно да имаме правна држава во Македонија и да се носат пресуди согласно устав и согласно закон. Ако тоа не го направиме, џабе се мачиме со се. Како велите ќе го распуштиме судството и постоечкиот судски систем? Тоа се случува во многу земји кои што се кандидати за членка на Европската унија. Го прави Украина, го прават други земји. Најдобрата пракса што дала резултат, така ќе го направиме. Се вкупно со промена на законска регулатива, чекор по чекор, максимално независна постапка за да избереме независно судство, каде што никогаш повеќе невин човек нема да оди во затвор, а оние што се огрешиле под закон ќе се одговарат согласно закон. На финишот сме од разговорот, ќе ве прашам, очекувате мирен изборен ден на 11 декември? Јас се борев за регуларни избори, целото ова трпение и посветеност беше токму за тоа. Само ќе кажам, да не се обиде власта, оти таа има најголемо влијание. Сите знаат кој може да го наруши изборниот ден, власта. Да не им падне на памет, заради тоа што слободно, најслободно гласање заслужува Македонија. И тоа очекувам да се случи. Секако зависи најмногу од власта. Се што зависи од опозицијата, ќе направам, ќе погинам со активистите ако треба, да биде пример, заради тоа што Македонија едно сигурно не заслужува и ќе урниса буквално во надежта за еднината, ако си дозволи недемократски, нефер и нерегуларни избори. Верувам дека навистина ќе имаме до крајот на кампањата целосна посветеност и внимание на сите политичари и сите политички партии во функција на регуларност, кредибилност, фер и демократичност на изборите и самиот изборен ден ќе помине глатко, мирно, со граѓани кои што ќе излегуваат дотерани, целосно подготвени да го дадат својот глас за животот, за иднината во нашата Македонија. Пред да се распишат изборите, во повеќе прилики изјавивте дека практично се исполнети минималните услови пословно и пржински договори, негово надградување и дополнување, дека се исполнети минимални услови за распишување на избори и организирање на избори. Убедени сте во победата на СДСМ и коалицијата што ја предводите, но доколку се прогласи победа од страна на ВМРО, ДПМН некаде пред полноќ и излезат и прогласат победа, дали сте подготвени, како што прашуваат од партијата, да му честитате на победникот? Еве вака, јас знам дека тоа ни на сон нема да се случи, заради тоа што прашањето дали Груевски е подготвен да ги признае изборите и да подаде рака после 10 години. Кога го фативме жив, како крадел избори, како правел мал милион злосторства, очекувам. Минимумот што треба да го направи е тоа. Ако не дај Боже се случи тоа, јас сум демократа човек, ќе излезам и после регуларни, фер и демократски избори, ќе прифатам пораз. Но знам дека тоа нема да се случи. Апсолутно тоа е јасно како бел ден. Сите го очекуваат. Знаат граѓаните дека 4 нови години продолжуваат со нови делби, со ново закравување во државата, со нови злосторства од овој режим. Уште 4 години режим нема иднина Македонија. Но истовремено очекувам фер, регуларни, демократски избори да се случат во Македонија. Тоа сите ние, политичарите и сите наши активисти и го должиме на нашата Македонија. Јас на 11 декември ќе ви покажам конечните анкети. Тие анкети ќе значат одлична, убедлива предност на опозицијата и секако ќе им честитам на граѓаните за одлично завршената работа во функција на обезбедување фер, демократски и регуларни избори.
По 11 декември, како велеше наш функционерски, си дојде 12 декември, нели? Ама ќе ве прашам, каде ја гледате Македонија во овој постизборен период? Македонија сега во моментов доби уште една условена препорака за членство. Значи, тие евроатлантски интеграции некако ни се скроз целосно блокирани. Проблеми на внатрешен план, проблеми на надворешен план. Иселувањето младите го спомнавте, прокнижени долгови дома, долгови кон странство. Каде е Македонија, кој е профилот на нашата држава среднорочно? Македонија нема алтернатива освен НАТО и Европската Унија. И нашето место е тамо и само тамо. Се што треба да се направи во тој правец треба да се направи, при тоа да се заштити нашата национална посебност, нашиот идентитет и нашата издвоеност како нација, како држава, како посебна една земја која што треба да биде партнер со другите земји, а не понижени заедно со нив. Во правец на тоа, во нашата програма напишавме, премиер не може да има повеќе од 2 мандати. И ќе се залагаме за таа работа. Во најмала рака СДСМ да го имплементира. Се надевам и законски ќе биде така. Зошто? За да знаат политичарите дека мора да носат одлуки, а не да тактизираат да владеат по 10, по 15 години или по 20 години. Согласно тоа, очекувам период на сериозни реформи. Драматично. Државата од главнички наопачки во функција на нејзино подобрување и ништо повеќе. Ке паѓаат рейтинзи и на владеачки партии, и на политичари, и ке гинат политичари, и ке заминуваат од политика, но гинеа нашите дедовци и татковци за оваа Македонија. Ништо нема трагично ако политичари загинат, правејќи нешто добро за Македонија. Јас сум убеден во тоа. Реформите кои што следуваат во Македонија ќе бидат толку драматични, толку сериозни, толку одлучни и толку крупни, што единствено така може Македонија да се врати повторно на шините и да ита кон западниот свет, каде што се живее квалитетно. Предпоставувам ова гинат политичари метафорички. Метафорични, го кажуваме политички, дека ќе паѓаат политичари со своите рейтинзи, доаѓаат локални избори, казна ќе се осети. Се мери, или господине слично. Заев, секој избор сега, па дури и Така. ваквиот би можел да се свати буквално. Метафорички се разбира, Да. заради тоа што реков споредба гинеа луѓето, наши дедовци, татковци, физички за оваа Македонија. Политичар ако загине политички, апсолутно нема ништо трагично тоа. Само нека направи нешто добро за Македонија. Ке најдат нови деца, нови млади луѓе, нови перспективни генерации. Зоран Заев, посакувам на цела Македонија успешен, мирен, изборен ден, успешни избори, па се гледаме во некоја следна прилика. Ви Нека е благодарам. среќа на нашата земја и на целиот нејзин народ. Ви благодарам за гостувањето на 24 вести. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Во одјава само да кажам дека ова интервју беше дел од серијалот интервјуа што ги реализира и организира 24 вести во оваа предизборија во пресрет на изборите на 11 декември. До сега на нашата телевизија гостува лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и Љупчо Георгиевски од коалицијата ВМРО за Македонија. Секако покана е испратена и до останатите партиски лидери, меѓу кои и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тука се одјавувам, следува вечерниот дневник, останете со нас. Довидување.